Здраво на сите! Уште еден убав неделен ден за уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени, а знаете дека традиционално први ги повикувам победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини. Во овој случај домакинки. Да ги поздравиме Рената и Анастасија. Повелете. Здраво. Здраво. Како сте? Добро. Расположени си? Да. Одлично. Мора да признам дека сум супер денеска, ќе имам интересно издание на Листа за 300. Дали сте подготвени за нови противници? Секако. Така, минатиот пат убаво поминавме. Да. Која беше сумата која што ја земавме? 50 евра. 50 евра. Денеска ќе имаме шанса и за поголема сума, но како што знаете и ќе треба да ги победиме и денешните предизвикувачи. Да. Па во ред, да не ви го одзимам повеќе времето, домакинки, повелете во домакинската кабина. Хвала. Благодарам. А секако, за да продолжиме понатаму со денешното издание на Листа за 300, треба да ги запознаеме и денешните предизвикувачи. А по пауза од 2 години, повторно ги гледаме во Листа за 300 Сашка и Андреј. Повелете. Се надевам не погрешив нешто. Така, ако не се лажам, беше паузата. Здраво, Сашка. Здраво, Андреј. Како сте? Од прилика, така, да. Расположени за игра денеска? Расположени, секогаш. Секогаш расположени, ако не се лажам, минатиот пат и ти што ми спомна, малце трема тогаш. Возбуда повеќе него вообичаено, нели? На ситница се слизнавме, што се еднаш јас, еднаш Андреј. И отиде концентрацијата, отиде да. Добро. Денес ќе имате шанса за поправен, гледам дека сте расположени. Сашки и Андреј, дали сте расположени да започнеме со денешното издание на Листа за 300? Да, Марко. Почуваме како предизвикувачи, што значи ваша предизвикувачката кабина. Повелете. Рената и Анастасија, односно Сашка и Андреј, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да провериме дали истите функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Но она што сакам да кажеме дека денеска ќе имаме едно интересно издание на Листа за 300 од фактот дека имаме мајка и ќерка од едната страна како домакинки и мајка и син од другата страна како предизвикувачи. Баш ме интересира кој ќе излезе како победник во денешното издание. Па затоа да не должам многу, прво ќе исклучиме кабината на денешните домакинки. Сашка и Андреј, дали се слушаме? Одлично. Знаете, во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, ќе ми сугерирате, а ако нешто не ме слушнете, не е јасно, исто така ќе ме прашате. Поред, со среќа во продолжение. Сега да провериме и кабината на домакинките Рената и Анастасија, дали се слушаме? Да. Да, супер. Знаете, и вие веќе, јасно, вие мислам добро познато вие, ако имаме проблем ќе ми кажете, ако нешто не е јасно, обавезно да ме прашате. Дали може да продолжиме понатаму? Може. Сконцентрирани, договорат. Епа ете така, видовте, драги гледачи, дека домакинките ми дадо зелено светло за старт, па да започнеме. Како и сегогаш, така и денеска ќе си започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: машки имиња кои завршуваат со буквите АН, односно АН. Бараме машки имиња кои завршуваат со буквите АН и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Рената и Анастасија, дали не е јасна темата? Јасно. Да. Одлично. Сашка и Андреј, дали не е јасна темата? Да. Супер. Добро ви е познато, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Па за таа цел прво ќе исклучиме кабината на домакините, а Сашка и Андреј, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Може, да започнеме со 5. Започнуваме со 5. 15. 15. 20. 20. 25. 25. 27. 27. 30. 30. 31. 31. 33. 33. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 39.
39. Нека одговарат. Да одговараат. Рената и Анастасија ја префрлија топката кај вас. Ќе мора да одговараме. Имаме 39 празни полиња кои што ќе треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да го освоиме првиот поен во денешното издание на листа за 300. Темата е машки имиња кои завршуваат со буквите АН, односно АН. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Бојан. Бојан. Така е. Борјан. Борјан. Така е. Богдан. Богдан. Така е. Бобан. Бобан. Точен одговор. Војдан. Војдан. Така е. Горан. Горан. Така е. Горјан. Горијан. Точен одговор. Дејан. Дејан. Така е. Драган. Драган. Точен одговор. Зоран. Зоран. Точно. Кристијан. Кристијан. Христијан. Христијан. Точен одговор. Стефан. Стефан. И Стефан е точен одговор. Сега Стеван. Стеван. Точен одговор. Трајан. Трајан. Така е. Маријан. Маријан. Така е. Сега без Ј. Маријан. Маријан. Така е. Радован. Радован. И Радован е точен одговор. Артан. Артан. Аднан. Аднан. Точен одговор. Слободан. Слободан. Така е. Јован. Јован. Така е. Стојан. Стојан. Не кажам. Не ги кажам Стојан. Кажавте Стефан и Стеван. Така и Стојан е точен одговор. Антоан. Антоан. Француско ми звучи Антоан. Да сега да видиме дали во Македонија. Ние двајца знаеме. Двајца знаете, уште тројца ни фалат. Да добар пат сме. Из извоз имаме 16. Да. Антоан, точен одговор. Ведран. Ведран. Така е. Шабан. Шабан. Точен одговор. Жан. 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 Жан-Клод Антуан. Жан. Жан повеќе од 200 во Македонија.
Терете тоа со француски имиња. Очигледно има. Иван, Иван. Така е. Ајде уште 10 имате. Мислете. да. Ајде. И времето сега за жал поминува. Затоа ќе мора и да побрзаме малце. Ајде Миран, Миран. Ајде да видиме. Се да смеате многу. Супер. Поред кој нема, има повише многу од што очекував. 643 во Македонија. Миран. Точен Сулейман, одговор. Сулейман. Сега ќе видиме кој гледа турски серии на сител. Сулейман. Преку 1000 точен одговор. Себастијан, Себастијан. Така е. Повеќе од 300. Озан, Озан. Озан, Озан. Озан 237 во Македонија, точен одговор. Аслан, Аслан, и ја познавам Аслан. Голем поздрав до него. Повеќе од 200 исто така, точен одговор. Арслан, Арслан. Исто така и до Арслан, другар ми голем поздрав. Малце помалце него Аслан, 177, точен одговор. Теофан, Теофан. Добро. Доволно. 33. Точен одговор. Уште 4. Радан, Радан. Голем поздрав до Радан, другари ми од Скопско астрономско друштво. Можете многу често да го видите на Скопскиот плоштад. Како со телескоп насочен некаде кон звездите, гледа. Радан. Леле, не ми се верува дека Радан, ја што го знам, е единствениот Радан. Радан е, бре! Па проблеми направи. Нема Радан. Верувате ли дека нема... ние еден знаеме. И јас знам еден. Значи двајца. Двајца да не го знаем истиот. Не, ова е. После. Значи, тие двајца што ги знаеме, се тие двајца кои што во Македонија функционираат. Циркулираат. Како што знаете, не, шега на страна, треба да има повеќе од 5, најмалку 5 во Македонија за името да биде заведено во Државниот завод за статистика. За жал, Радан го нема. Значи, помалце од 5 се или без документи. Не знаеме се. Во секој случај, Ренатија Анастасија, супер бевте, многу ме боли мене вака кога на 2-3 до крај ќе се направи кикс, ќе се лизнеме, но имам уште една лицитација, знаете дека можеме да го поправиме резултатот, само сконцентрирано и не се разочарувајте од ова што сега се случи. Но тоа не ме спречи исто така да им честитам сега и на Сашки Андреј за првиот поен во листа за 300. На добар пат беа, видов дека и вие бевте загрижени веќе дека на 2-3 буквално, но ете Рада, ја мислев дека Јас го има. прв пат слушам такво име. Да, прв пат ја Радован, да. Радован дедо ми Радован. покоен, така се викаше, а Радан е, имам пријател, како што реков, да. И јас само него го знам. Со тоа специфично уникатно име и он е уникатен како лик исто така. Честитки, но исто така и вие не се опуштајте затоа што знаете, вие од искуство дека може се да се промени за момент, затоа внимателно. А уште некое име кој што може да го кажат нашите надпреварувачки, но за жал не стигнаа да ги кажат. Имаме Ајман, потоа Билјан,
Вардан, Ведран, кажавме, мислам, Видан, Војкан, Вукан, Гордан, Гроздан, Дарјан, Дестан, знам дека разговаравте дали има, потоа Сандокан, има 7 во Македонија, Фидан и така натаму. се измачив за да извам некој кој што не ги кажа, дека пак ќе кажа доста нашите надпреварувачки, но зашал така на 37-то или 38-то ета. Направи еден кикс кој што ги кошташе и првиот поен. Но како што реков, имаме уште една лицитација, се може да се промени, затоа едните и другите треба да бидат внимателни. А јас треба да престанам да должам понатаму и да соопштам темата за следната лицитација, а таа гласи: животни чие име започнува на буквата М како Марко. Бараме општо прифатени имиња на животни чии имиња во наша транскрипција започнуваат на буквата М. Архаизми и локални називи не се признаваат. Се прифаќаат сите видови животни: цицачи, птици, влекачи, инсекти, риби и друго. Имињата на животните треба да бидат од само еден збор. Значи, не се прифаќаат животни со напред придавка како мал или македонски. Рената и Анастасија, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Сашки и Андреј, дали не е јасна темата? Да. Сега вака морам да напоменам дека за некои животни, нели, каде што за машки и женски род се разликува името по бајаги, као да речеме коњ и кобила, можете да го искористите, но ќе дам пак смешен пример сега, но ако беше коњ и коњка, малце ќе беше така, не можете да го искористите, да речем. Дали не е јасно? Да. Супер. Како што реков, можете се, вклучително и раси на кучиња и така натаму. Можеме да продолжиме? Може. Супер. Знаете, драги Марко? гледачи, да, повели? Извини, спомнавте и раса на кучиња на М? Може, се сакам да кажам. Животни бараме на Значи... И подвидови, значи. и подвидови може, да, може и подвидови, точно така. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација, први со надавање започнуваат оние кои што имаат негативен резултат по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Рената и Анастасија. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Сашка и на Андреј, а Рената и Анастасија, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. Ќе почнеме со 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 17. 17. 18. 18. Ке напред, бе животни. Пајте напред. Ма не. Супер сте. Колку го кажа? 18. Не бе. Ајде, кој ги кажа? Па, го изгубиме ша. Не бе, не. Абе, срамни. Ај, нека одговара. Да одговарат? Ајде, ја убеди е. Сачки Андреј, 18 беше последното надавање, бараме и животни чие име започнува на буквата М. Кога ќе бидете Се подготвени, извинувам, само едно прашање. Значи, Повелете. може инсекти, така? Да. Инсекти може цицачи, птици, влекачи, инсекти, риби и така натаму. Па да почнеме со мајмун. Со мајмун. Зашто мене ми се Прилепки. насна така. Мајмун. Точен одговор. Ќе кажеш? Какви мајмуни постојат? Мечка, Мечка. Така е. магаре, Магаре. Така е. мравка, Мравка. Точен одговор. мува, Мува. Така е. мравојат, Мравојат. Така е. мачка, Мачка. Точно. мрена, Мрена. Точен одговор. медуза, Медуза. Така е. На пола сме, точно.
Машки, женски род сега нема, во еден род. Да, во плаваме еден сега. род, да. Добро. Во еден ред, освен како што реков, ако не им се разликува Добро. името, нели, бајаги. Значи тогаш со раси и подраси. Значи Малтезер. Малтезер. Чувате куче-сачка, Андреј? Да, чуваме. Да. Расно или вдомено? Средно расно е како Джек Расел нешто. Аха, супер. Мисирка. Мисирка. Само што сакам да кажам, ќе ви биде криво после кога ќе прочитам некој живот. Така е. Муфлон. Муфлон. Така е. Ле се намрена ми оди в мозок, го кажав. Одиме тогаш со маламут, како раса на куче. Маламут. Така е, точен одговор. Муле. Муле. Така е. Сега ще било смешно. Муле. Мазга. Мазга. Маска. Така е. Мамбо, змија. Како? Морам точно се ги извини да... Мамба. Така е, мамба е точен одговор. И уште две. Морам да почнам да бројам. Размислувајте на секој ваш одговор доколку е точен, саатот се рестартира. Но морам да почнам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Значи одиме на среќа на Мустанг. 1. Мустанг. Да. Мустанг. Така е, Мустанг, точен одговор, уште еден, но како што реков, јас морам да почнам веднаш да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Медвед, ќе го кажам, како медвед. Како медвед. Да. Медвед, ако не се лажам, српски зборе. Сега ќе провериме. Нема во македонскиот речник, за жал медвед нема. Мечка е, леле, многу ме боли вака кога ќе се случи, исто ме болеше и за вас, реално, но очигледно ова е најреалниот сега резултат, како да кажем, или тек на играта. Ќе играме пенали, пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од овие два наши надпреварувачки пара ќе има шанса да си освои потоа и парична награда. Искрено, кој да биде, во исто време и многу ќе ме издрадува, но и многу ќе ме боли. Заслужуваат и едните и другите да се надпреваруваат за паричната награда, но за жал може само еден. Но пред да продолжиме на пеналите, да прочитам дел од оние животни кои што може да ги кажат Сашки и Андреј. Тука имаме макаки, потоа маламут кажавме, малино, мандрил, марабу, маргај, медуза, меркат, потоа мопс, морш, мрзливец, мрмот, муди, мулгара, мунгос и така натаму. Можевме со медуза, мислев дека ќе ни текне. Не, имавме медуза. Имавте? Ајде, кажавте веќе, па добро. Толку Само пратите уште пијас. две од овие што ги прочитавте ми се познати. Марче, толку сум пратил. Да. Ништо, сега пеналите сконцентрирано во продолжение и пеналите нека го одлучат денешниот победник, односно победникот на денешното издание. А сега, да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: градови во Русија
Извор, сајтот на преглед на светска популација. Бараме имиња на градови во Русија кои имаат повеќе од 500.000 жители. Градовите по можност треба да бидат во наша транскрипција. Рената и Анастасија, дали не е јасна темата? Да. Сашка и Андреј, дали не е јасна темата? Знаете, драги гледачи, дека на пенали напорено одговараат едните па другите. Кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи ќе треба да бидат малку повнимателни. А знаете дека први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога, како што напоменав неколку пати, се Сашка и Андреј. Кога ќе бидете подготвени, Сашка и Андреј, да го слушнеме вашиот прв одговор? Повелете. Москва. Москва. Така е. Рената и Анастасија? Санкт Петерсбург. Санкт Петерсбург. Така е. Самара. Самара. Така е. Блокада. Како повели? Блокада. А, блокада имаш? Ја ќе почнем да барам. Не. Се блокиравте? Блокада ќе беше грешен одговор. Не сме читале Русија. Ајде, сигурно се слушали уште некој град, но знаете дека на пенали малце побрзо се одвиваат работите, па ја ќе морам да почнам да бројам. Ај, Владивосток. Владивосток, во ред. И Владивосток е точен одговор за Рената и Анастасија. Сашки и Андреј? Волгород. Волгород. Така е. Да морам да почнам. Ленинград. 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 Ленинград, за жал, не е точен одговор, тоа е старото име од она СССР на Санкт Петерсбург. Ќе одиме, уствари тоа е тоа. Мислев дека имаме и понатаму уште една шанса да ќе ви се даде. Леле, Рената и Анастасија, криво ми е што вака завршуваме, одлични надпреварувачки бевте. Не би тектуваше уште некој градче во Русија. За жал има доста, но и јас немам некој богато знаење на оваа тема. Сега ќе прочитам уште дел од нив, само да им честитам на Сашка и на Андреј. Честитки, ќе се видиме со вас тука на главната бина и ќе имате шанса да освоите парична награда. Рената и Анастасија, дочекувам уште неколку пати, не само уште еднаш, очекувам повторно да ми се пријавите во листа за 300. Сигурен сум дека тогаш ќе имаме уште подобри резултати, затоа што искуството ќе биде и на ваша страна. Супер надпреварувачки, не се разочарувајте. Тамадете, сега знаеме кои ни се слабите страни, кај треба да поработиме малце и се враќаме потоа за нови победи. Ви благодарам за учеството и ве чекам во некој следно издание повторно да се дружиме. Градови во Русија кои имаат повеќе од 500.000 жители, тука се Екатеринбург, секогаш има проблем овој град да го изговорам, потоа Казан, Краснодар, Нижни Новгород, потоа Новосибирск, Омск, Перм, Ростов, Саратов, Севастопол, Толјати, Томск, Уфа, Хабаровск и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, ќе ги повикам тука Сашки и Андреј да ми се придружат на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Верувам дека сите не интересира колкава парична награда ќе освојат, па затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Сашки и Андреј ми се придружија тука на главната сцена. Темата ни е подготвена, што значи може да си продолжиме понатаму. Нема многу да ви го одзимам времето, затоа што веќе добро ви е познато се. Но за гледачите чисто да се потсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори, ете така, значи опрсите било. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 и за 15 точни одговори ќе си заминете од нашето студио со парична награда од 300 евра. Искрено се надевам дека и до таму ќе стигнеме. Сашка и Андреј, дали сте подготвени? Секогаш. Да. Денешната тема на која ще го тестираме нашето знаење, драги гледачи, гласи категории Оскар. Извор, сајтот на Американската академија за филм.
ни треба да ти ги бараме оние моментални официјални категории. Верувам дека сте гледале Оскари, доделување, знаеме дека има повеќе категории, па бараме дел од нив. Не, секирајте да почнеме со оние што се најпознати. Па најдобра женска улога. Најдобра женска улога или најдобра актерка. Најдобра актерка. Така. Така е, прв точен одговор. Најдобар актер. Најдобар актер. Точен одговор. Најдобра споредна актерка. Најдобра актерка за споредна улога. Да, за споредна се улога. разбраме. Нема проблем. Така е. И тук со тоа с 50 евра стигнав. Се занесов. Честитки за првите освоени пари денеска. Внимателно сега, што правиме понатаму? Барем уште 3 треба да знаеме за нели. Да освоиме и другата сума, да не изгубиме оваа. Значи режија, најдобар Режисер. Така, најдобар режисер. Така е, четврти точен одговор. Сега не знам како му е правилно, дали композиција, најдобра песна, најдобра музика. Па низ годините се менуваше неколку пати, сега моментално е оригинална музика. Тогаш Одиме со согласувам со оригинална музика. со оригинална музика. Така е, и еве од мене една малечка помош. Дали, која е категоријата која што сите со нетрпение чекаме да слушнеме? Да то знаеме, за да одиме после во кино или да знаеме што да... Која е најглавната категорија според вас? Најпродавана сцена или... Поле, ајде да не ве збунам, понатаму да. Да. Имаме, имавме нели наш филм номиниран исто така за Оскар. Мислите на Медена земја? Да. Така, само во која категорија беше? За надворешна, значи од... Чекај да се... Ајде, нема проблем. Чекај малце, Андреј, момент. Значи, најдобар филм од неамериканско поднебие, така нешто Да. е звањето? Така, беше едно време од неанглиско, сега интернационален или странски филм, Да, странски или интернационален, да? Странски филм, сега ми долу. Со интернационален филм стигнавме до 100 евра. Браво Сашка, браво са Андреј. Сега бидете внимателни да не кикснеме, дека сепак можеме да се изгубиме на убава сума. Момент, а не малку ме мешаш. Јас мислам дека има, сега ние си разговараме со Андреј. Да, како? Мислам дека има и точно најмногу мене ми значи во филмот, најдобра фотографија, значи се да е скоцкано добро за гледачите. Така. За сценарио, за костимографија, нешто такво, ако има, да се размислиме. Па би требало да има и на Титаник како доби толку многу Оскари. Логично. Логично. Или други филмови што се со повеќе Оскари. 3 ангивана. Дали не понатаму? Значи за 3, за кој рековме? За... Сценарио. Не, за фотографија. Така. Фотографија, сценарио и костимографија. Костимографијата е многу важна. Да, окей. Не се... Тогаш да Сметаш? да одиме одиме на понатаму. Да одиме понатаму? Да одиме. Ајде, да одиме понатаму. Што ќе биде следно? Костимографија. Костимографија, односно дизајн на костими. И да, познато како костимографија или дизајн на костими, мислам, едното исто е така. Точен одговор, потоа? Ова со фотографија. 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 Така е. За најдобра фотографија, За односно најдобра фотографија, како фотографија само се води категоријата, точен одговор. И сценарио рековме, трите. Да. Сценски настап, сценарио. Сценографија. Не.
Како? Сценографија? Сценографија. Ајде, сценографија. Сценографијата е како многу битен дел, нели, од ова индустрија. Секако дека ќе си има и своја категорија и 9-ти точен одговор за Сашка и Андреј. Честитки за освоените 150 евра. Сега што ќе правиме за понатаму? Сега ги опфативме овие сите што претежно ни се нас познати на гледачите, Да, се клучни, а тие сигурно има подточки ки знае колку тука. До 20. Да, но Камера нешто сигурно има, 100% има камера нешто. Значи не мора да играм, кажувам. Еднозначно. Значи камера има сигурно. Значи без камера филм нема шанси да се прави. Музика, кажавме, актер, актерка, ама може и по кажавме. друго име, да, затоа да не... Па ние сега да завршиме овде, задоволни сме со Олку. Супер. До сега не сме стасале до 300, се уште. Па, ќе видите домаќини во следното издание на Ајде листа за да 300, видиме. ќе имаме шанси тогаш. Ајде да видиме баш тогаш. Дали ова значи дека тука Завршуваме за сега. Тука завршуваме за денеска, но не и за учествувањето во листа за 300, како што реков, си обезбедивте учествување за следното издание на листа за 300. Честитки за освоените 150 евра денеска. А категории Оскар, ќе ги прочитам сите оние 23 категории, дека не се многу. Тука имаме најдобар актер, ова се оние најглавните. Најдобар актер, најдобра актерка, најдобар актер за споредна, најдобра актерка за споредна, потоа најдобар филм, категоријата која што реков, највише сите што чекаме, нели, да знаеме, и најдобар режисер. Потоа имаме оригинално сценарио, адаптирано сценарио, анимиран филм, странски филм, документарен филм, краткометражен игран филм, краткометражен документарен филм и краткометражен анимиран филм. И последни категории се оригинална музика, оригинална песна, звук, сценографија, фотографија, шминка, дизајн на костими, монтажа и визуелни ефекти. Тоа се оние 23 категории на Оскарот. Честитки уште еднаш, а со ова, драги гледачи, кој завршуваме денешното издание на Квизот листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Секако ви препорачувам во продолжение да останете со телевизија Сител, да го чекате следното издание на нашиот квиз и никако да не заборавате. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!